Ситуацијата со COVID-19 ги стави во втор план останатите заболувања и симптоми кои изминатите години беа во центарот на вниманието. Таков е случајот со високите температури, кои веќе достигнуваат и до 38 степен и може да предизвикаат многу несакани појави кај луѓето, посебно доколку излегуваат во период кога температурите се највисоки, а имаат потреба од установи каде климатизерите се адаптирани на многу пониски температури. Во тој случај може да дојде до шок во организмот. Затоа треба добро да се заштитиме, вели доктор Златко Стојменов. Во принцип, здравите организми се адаптабилни и секако дека не е добро огромни разлики во температурите, така да и во топлите денови, оние кои имаат разладни уреди треба да ги држат на некое повисоко ниво, да не е голема разликата. Меѓутоа, и кога е голема разлика, може би има некој ризик кај луѓето кои се веќе со хронични болести. Меѓутоа, за сите кои се хронични болни, сепак препорачуваме да не шетаат кога веќе се надвор толку големи температурите, за да не се среќаваат и со вакви случаеви на големи разлики во продавниците, банките и другите установи каде што мора да одат. Според доктор Стојменов, засега се уште не настапил периодот на преципитација, односно таложење на ефектите од ден на ден, и затоа немаа такви случаи, но ако продолжат горештините, како и секое лето, го очекуваат тоа. Мислењето на доктор Стојменов е дека жештините и горештините не успеа да го преземат водечкото место на вниманието на пациентите кон COVID-19.